Зад нас е големиот христијански празник Великден, Христовото воскреснување, и денеска е еден исто така значаен голем ден во православието, Балаклија. Што точно значи? Да, првиот петок по Великден е празникот Источен петок, Балаклија, така се вика. Некои го викаат уште и Светол петок, затоа што е во светлата недела, а некои го викаат и Благ петок, затоа што се блажи, односно се мрси, не се пости првата недела по Великден. Тој е празник на Пресвета Богородица, бидејќи во овој период од годината Пресвета Богородица нема празници, овој празник е наменет нејзе, затоа некои го викаат и Балаклија Богородица. Значи се работи за богородичен празник заради нејзината приврзаност кон својот син Исус, заради страдањата нејзини во врска со распетието. Овој празник е посветен на Богородица и така се празнува првиот петок по Великден. Тогаш Богородица му ги миела раните на Исус, додека бил на крстот и потоа кога го симнале, и затоа народот ги посетува тие извори што се покрај црквите. Има такви извори кои што повеќе се посетувани на овој ден. Инаку и тоа да кажеме дека со изворот Источен петок Балаклија, што се наоѓа во Цариград, во близината на Цариград, поврзани се повеќе преданија, повеќе чуда. Тие се опишани и во книгата Чуда Пресвета Богородици, чудата на Пресвета Богородица. Едно такво дело има објавено и Кирил Пејчиновиќ, неколку 4 чуда се објавени во врска со овој извор. Се кажува дека таму се поседува животворна вода, животодавна вода. Според едно чудо од тоа, кога некој војник по име Лев одел низ шумата во близина на Цариград, било многу топло, сретнал еден слеп човек кој што бил истоштен од сонцето, од топлината и барал вода. Лев му ветил дека ќе му најде вода и оделе низ шумата, барале, но никако да најдат вода. И кога веќе изгубил надеж дека ќе најде вода, чул гласот на Богородица: не очајувај, Леве, имаш вода во близина. Со таа вода напои го и изми го слепиот човек, за да ја видиш силата моја. Но не заборавај дека ќе станеш цар и да ми направиш црква во близина на изворот. Лев навистина нашол таков извор, го напоил слепиот човек и кога му ги измил очите, тој прогледал. Тогаш се уверил во силата на Богородица и кога станал цар, на тоа место изградил црква посветена на Богородица, и таа црква постои и тој животодавен извор се уште постои, луѓето одат таму, се молат и има повеќе чуда, повеќе преданија поврзани со овој извор. Наистина значен. Професоре, држам последно ваше дело, не е последно, знам дека пишувате веќе следно. Еве 6-то издание, Вера и суеверие, на клетва лек нема, мојот пат. Има неколку поглавја, во првото поглавје се посветувате на еден дел од светителите, потоа зборувате за верата и суеверието и за клетвата, магијата. Од каде навистина ги црпевте, често го споменувате и Марко Цепенков, меѓутоа навистина едно интересно и сепак се осврнувате и на презначи. Значи вака, оваа книга е 6-ти том од одбраните дела и содржи 3 книги во себе си, 3 поглавја, 3 книги посебни се тие. Една е Вера и суеверие, во која зборувам за нашата вера, за нашата религија, за празниците,
на нашата вера за некои светители, како свети Климент, свети Навум, свети Кирил и Методи, свети Јован Владимир. Значи, оние светители што имаат силен култ меѓу нашиот народ. Другата книга е На клетва лек нема, тоа е истражување на клетвите во македонското народно творештво, во песните, во приказните, во преданијата, во кратките жанри и така натаму, значи едно целосно истражување на клетвите во македонската народна култура. И третата книга, третиот дел е Мојот пат, една книга со автобиографски записи, со биографија, библиографија, со објавени трудови и така натаму, значи нешто по повод 75 годишнината, а сега наполно 76 веќе, го подготвив тој дел, ето да можат луѓето, читателите, да нешто да прочитаат за мојот живот. Би сакала да се осврнеме на верата и суеверието. Што вака ги знаеме зборовите, меѓутоа тешки зборови, многу уште повеќе можеби потешко и за истражувањето и за вметнувањето. Да, нашата вера, како што се пее во песните, нашата вера е убава, секоја недела е Великден. Меѓутоа, суеверието е постаро од верата. Верата има 2000 години и нешто, а суеверието постои од како постои човекот. Тие представи што човекот не можел да си ги објасни на времето, создавал своји гледања на тоа, значи создавал една митологија, гледање на сонцето, на месечината, на звездите, на некои природни појави, на испарувањето на водата, на облаците и така натаму, значи многу природни појави им дал свое гледање. Тука сега доаѓаат и раководењето со судбината, со благослови и клетви, со добри и лоши намери да се контролира судбината на човекот и да се упатува кон нешто. Така се создадени тие народни умотворби. Значи, суеверието постои, иако црквата била секогаш против суеверието и народот настојувал да се ослободи од тие со разни верувања, обичаи, магиски действија, да речеме во зима, кога било најкритично во декември со тие бабари, василичари и на друг начин во некрстените денови човекот настојувал да се одбрани од негативните демони, но тоа е суеверието се уште постои, се уште постојат за жал и преку овие медиуми што ги викаме социјални мрежи, рекламирање на бајачи, на гледачи, на луѓе што прават мајли, разни водички и така натаму. Клетвата? Исто никако се плашиме сите од клетвата. Постои клетвата, иако клетвата е во основа негативна појава, значи желба некому да се случи нешто лошо, најразлични желби има, дури некои грозоморни се. Сепак во основа извршила позитивна функција, затоа што луѓето плашејќи се од клетва повеќе правеле лоши дела. Во минатото постоела и анатема, фрлање на клетва, ако не можело да се открие кој е причинител на некоја несреќа, така што луѓето се плашеле од анатемата, од клетвата и помалку правеле лоши дела. Има во книгите, да речеме, на разни ракописи, има посвета, тој што ќе украде книгата да биде проколнат од 318 свети отци никејски. Значи, за клетвата се работи истражување на клетвата во народните умотворби, во народното творештво и во песните, и во преданијата, и во другите народни умотворби и во пословиците, и материјалот го црпев од нашите зборници со македонски народни умотворби, и Цепенков, и Шапкарев, и Стоилов, и другите собирачи.
сите што запишале и чудо е едно колку во народните песни има песни со клетва. Значи колку е застапена клетвата во народните умотворби и во песните, но и во приказните и во другите жанри. Јас само морам да кажам дека навистина вашите книги, особено оние што сакаат да се занимаваат со оваа проблематика, се вистински учебници, затоа што се она што ќе го интересира македонецот за обичаите, за верата, за празниците и за се она навистина што сте го истражували, го има во вашите книги. Честитки пред се за навистина огромниот опус на пишаниот збор. Јас се надевам дека нешто оставам, сега е многу претенциозно да се рече ја направив многу нешто, меѓутоа јас ќе речем ете нешто оставивме да го оправдаме постоењето. Ви благодарам за разговор. Ви благодарам и за поканата.